Производство на органска пиперка. Одгледување на органска пиперка, ајварска пиперка, не е лесна активност во земјоделството. Потребно е претходно познавање, консултација со стручни лица во текот на производството и извршување на сите потребни агротехнички мерки, за да не дојде до забавување на растот на пиперката, со што на крајот од вегетацијата ќе резултира со намалување на приносот, посебно кога станува збор за органско производство. Разликата меѓу конвенционално и органско производство е во тоа што во органското производство не се употребуваат хербициди и пестициди и примената на ѓубрива и заштитни средства е контролирана. При одгледувањето на пиперката ајварка, како на отворено, така и во заштитен простор, во текот на вегетацијата има потреба од низа мерки со цел да се овозможи нормален развој и раст на пиперката. Подготовката на расад започнува во месец април, се расадува во месеците мај и јуни. Процедурата е следна. Најпрво треба да се направи леа, треба да се обележи израмни и стапка почвата, да се накваси со вода, а исто така и семето треба да биде наквасено со вода барем 30 минути пред сеењето. Кога расадот ќе постигне висина од 2 до 3 листа, се третира со органско средство поради развој на коренов систем, здраво стебло, отпорност на болести, заштита од ниски температури, бидејќи во периодот на подготовка на расад често има минусни температури и доцни мразеви. По 7 до 12 дена поради ниски температури и мразеви се третира повторно. До фаза на расадување третирањето е препорачливо на секои 7 дена. Копањето и прашењето на младите растенија се изведува после вкоренувањето или 15 до 20 дена после расадувањето. Целта е разровкување на горниот или површинскиот слој, овозможување на подобар топлотен или воздушен режим, уништување плевли. Се препорачува и машинска обработка, но претходно редовите треба да бидат прецизно одредени. Една од главните агротехнички мерки при одгледувањето на пиперката е наводнувањето. Повеќето од производителите прават огромни грешки во начинот или одредувањето на времето на наводнување. Препорака е, доколку постојат можности, да се изведува преку систем капка по капка. Со задоцнување на наводнувањето или пак прекумерното наводнување, состојбата е доста лоша во развојот на растението, а подоцна и самиот принос и квалитет. Многу е важно наводнувањето да се врши во раните утрински часови или доцна навечер, бидејќи дневните температури се многу високи и кога водата доаѓа во допир со кореновиот врат, се создаваат услови за појава на паразитски заболувања. Ѓубрењето е најдобро да се изведе откако претходно ќе се направи агрохемиска анализа на почвата. Најпрво, секогаш се додава основно органско ѓубриво со висок процент на хумус и органска материја. Тоа се врши еднаш пред расадувањето на стеблата. Расадување се врши на претходно обработена и наѓубрена почва со органско ѓубриво. Се расадува на 33 см оддалеченост од корен до корен. По расадувањето, поради сузбивање на стресот на растението од леа во нива, се користи органско средство и се повторува на 10 до 12 дена. Кога ќе дојде во фаза на папка, повторно се третира органско средство плюс прихрана плюс инсектицид. Прихранувањето е многу важна агротехничка мерка. Прихрана се дава фолијарно на секој 10 до 15 дена. Ако заштитата се изведува под надзор на стручно лице, резултатите се позитивни и видливи. Се препорачува средствата за заштита на пиперката да се користат кога условите во средината се погодни за развој и појава на болести и штетници. За болестите се препорачува да се користи незаразена почва и вода, додека кај вирусите најдобро е после појавата на вирусни вектори и инсекти да се изврши третирање со инсектициди, дозволени во органското производство на база на етерични масла. Најчести болести на пиперката се полегнување на расадот, пламеница на пиперката, вертицелиозното венеење. Најважни штетници на пиперката се лисните вошки, лисните совици, белокрилка, трипс. Договорното производство најдобро е да се одвива со стручна помош во текот на целото производство. Надгледување на насадите од подготовка на леите, расадувањето, одгледувањето до берба на родот.